секогаш ме задоволство кога сме кај нашите другари, слободно можам да кажем, Стар океан, и секогаш имаме интересен разговор со тебе конкретно, и овој пат ќе биде така. Онако што јас можам да го видам и нашите гледачи веќе го гледаат е пребогатата трпеза која што вредните раце на мајсторите, слободно можам да кажем, на кои ни ја подготвија. И онако што е исто важно, сакам да го истакнам на почетокот, е дека сме во време на пости, каде што и овдека може да дојдат и да се најадат. Знаеш, обично кога се постите во прашање, велат што ќе јадеме. Еве, тебе ќе те прашам конкретно за постите, што е важно и што можат овдека да јадат? Да, многу е важно во текот на постите да него имуниот систем да не го уништиме, особено во овој период кога се уште е ладно и вирусите се многу активни. Секој втор се жали нели на настинка. Меѓутоа денес нашиот готвач, шеф на нашава кујна, кој има 25 годишно искуство во Кина, тој не е најстариот готвач, одбра специјалитети кои што во северниот дел на Кина и општо во Кина се длабоко во кинеската историја. И секој има своја приказна. Например, реколците од грашак, што ги направивме како свежа салата. Кај нас, на нашиот пазар, ги нема свежи. Ние ги увезуваме. И тие се многу јаки за имуниот систем, и во Кина се вела дека се храна за долг живот, имаат растителни влакна, многу се здрави за дигестивниот систем. Секој што има проблеми со варењето на храната и столицата, слободно да јаде неограничено, и многу заситуваат во првичен момент, а се нискокалорични. Тоа е она што сите го сакаме, здраво, вкусно, а нискокалорично. И уште една убава комбинација, тоа е како предјадење, тофу. Свежо тофу, кое што е направено во грне. Да, грнето дава, тоа е гусена плотна, увезена од Кина, која што ја нема во Македонија, се загрева на висока температура до 500 степени, на дното се реди или свеж компир или печурки по желба на гостите, и од озгора се става тофуто. Тофуто само по себе е сирење кое што, нели, сирење од соја, кое што велате блуткаво, нема вкус и повеќето луѓе го одбиваат. Меѓутоа, каков е сосот во кој што се сервира? Ние често ставаме соја сос и лукче за оние што сакаат солен вкус. За тие што сакаат лутко, пикантно лутко како сега со прас, со чили и пиперчиња. И морам да напоменам, денес се одлучивме за ова прекрасно декориран специјалитет со печурки, кои што се вторите најпродавани печурки на цела планета, односно шјанку. Познати, тоа се кинески печурки, името на кинески им е шјанку, а на македонски шитаке, во свежа форма. Единствено место, ако не се лажам, каде што може да се пробаат, подготвени, како може по маркетиве да се најдат, но јас колку што имам информација дека единствено место каде што може да се најдат, или греш? Ние ги увезуваме, да. Не сум ги сретнала јас по нашите ресторани. Во Кина често кога посетувам многу ги има, во многу специјалитети. Ние во нашето мени ги имаме исклучиво свежи, не маринирани, не замрзнати, и во два специјалитета, вегетаријански или со пилешко месо. Имаме нешто тука сега за нас мажите. Можеме да кажем закуска некоја, може како закуска да биде. Да, ова мажите во Кина особено го преферираат, тоа е говедски мускул во сос со пиво. Да, сечен на многу тенки парчиња со сатар. Тука е многу важна обработката на месото и на храната, на сите меса, на зеленчуците се сечени со сатар. Морам да покажам на гостите, еве како тенко, за да нема потреба од жвакање, дури скоро се скрозира. Значи со ноже многу малку пресекуваме и лесно е за жвакање. Ова потекнува од времето кога во Кина владеел Конфуције и неговото мислење и филозофија дека храната треба да се сецка на тенки и мали парчиња за да брзо се вари и да немаме потешкоти во обработката на желудникот. Што е следното? Свинско, верували или не, кај нас свинското, да, нема ни да препознаеме за каков тип на месо станува збор, ако убаво не се загледаме во бојата. Ова е пак друг начин и филозофија на сецкање на храната, на ленти.
Значи, постојат едни од најскапите и најтешките специјалитети за готвачите во Кина се кога ќе имаат специјалитет каде што месото е сецкано вака на ленти. Многу време им треба да го обработат вака и да, многу труд и обично кога имаме ваква нарачка, леле, еден специјалитет права 20 до 25 минути, меѓутоа е најлесен за конзумирање, највкусен, бидејќи на гостите им треба најмалце време за џвакање, а веднаш го чувствуваат сосот и зачините. Ова е нешто што е сега ново во нашето мени, свинско на ленти во луто сладко кисел сос. Последниот специјалитет за денес се одлучивме за нешто што не е ориз, не е нудлс, да, а е многу познато во северниот дел од Кина, а тоа е пилешки рол. Многу се продава во нашите фастфудови во Сити Мол, во Рамстор и во Изгейт. Тоа е нешто што е, гледате како убаво внатре боите одбрани, пилешко мепце со зеленчуци и тоа како се ситно сецкани и боите внимателно одбрани за око. Права уметност, бидејќи во Кина многу се внимава не само на вкусот, туку и на изгледот. Северниот дел од Кина, од кај што потекнува нашата храна, кинезите многу јадат тестенини. Те благодарам многу што зборуваше за бекстејдж, што ни покажа и лично на мене дека кујната може да изгледа поинако, не е само нудлси и ориз, туку нешто сосема поинако и да дојдете да пробаате, има и за мажи нешто, има и за господи нешто, има за секого по нешто, но треба храброст, за да се проба. И на крај, кој е твојот избор од се ова? Да, тофуто. Дефинитивно да, јас се залюбив особено во тофуто во грне, на ваков начин спремено. Прв пат го имам пробано и јас откако сум во брак со мојот сопруг, претходно ние не сме имале можност на ова поднебје да јадеме, меѓутоа навистина човек не може да знае додека не проба. Јас предлагам да пробаат сите оние кои што немаат храброст да пробаат, бидејќи не знаат како храната може да биде уживање, дури и она што за една толку долговечна традиција и култура, храната е како лек и медицина. Затоа сметам дека вреди, кога нешто трае низ годините, тоа е доказ дека и вреди.